Состојбата на најмалото тектонско езеро во Северна Македонија, Дојранското езеро, не е добра, смета Петра Попристова, која е доктор на науки по акватична екологија. Таа за Гласот на Америка вели дека процесот на еутрофикација или зголемување на хранливите состојки во езерото е причина за цутењето на алгите, што доведува до намалување на кислородот во водата поради што има помор на риби, но и на сите живи организми што живеат во езерото. Не е процес кој само се случува во Македонија, односно на Дојранското езеро, него е широко распространет и главните причини за сето тоа зашто ни се загадени водите поради интензивното земјоделие и исто така огромните количества на непречистени, односно малку пречистени отпадни води комунални кои што се влеваат во нашите водни екосистеми во Европа и во нашата држава. Попристова вели дека загадувањето може да се спречи, доколку се запре внесот на нитрати и фосфати во водите на езерото. Ние го детектиравме главниот извор на хранливи материи во езерото, тоа е како прво беше пречистителната станица, која е една од првите пречистителни станици на комунални отпадни води во државата, но таа е веќе застарена, не функционира како што треба и очигледно всушност не ги пречистувала водите до тој степен што е потребно да го заштити, да речам, да не го загадува понатаму Дојранското езеро. Исто така морам да кажам, пошто се случува многу изјави во медиумите дека има проблем со затварање на каналот, кој всушност служеше за да се има дотур на вода кога е потребно во Дојранското езеро, поради тоа што имаше голема еколошка катастрофа. Но морам да кажам дека не само нашите истражувања, него истражување на други професори од факултети во Македонија, дека всушност ние детектиравме дека самиот канал внесува големи количества на такви органски материи. Не кажам дека не е потребен каналот, но е потребен само во моменти кога треба да имаме дотур на вода. Градоначалникот на општина Дојран Анго Ангов рече дека од пред неколку месеци во соработка со граѓанската организација Милиеу Контакт Македонија започнаа со изградба на нова пречистителна станица, со што ќе се реши деценискиот проблем на езерото. Во моментов имаме застој, односно самиот хидросистем не работи и нема дотурна вода која што го одржава нивото во езерото и видно се гледа дека е намалена количината на водата и сега ни преостанува да видиме да се избориме, бидејќи тоа е под надлежност на Министерството за животна средина, да се избориме што е можно побрзо да се санира овој хидросистем и да се стави во функција. Не зборуваме за цела година да работи и тогаш кога не е потребно, пред се во зимскиот период каде што имаме дотурна вода по природен пат, туку зборуваме за летните периоди кога има поголеми губитоци на вода. Но и покрај намалениот водостој на езерото и зелената боја од алгите, Дојран е дестинација за бројни туристи. Некои се задоволни, а други се жалат на хигиената. Има пуно туристи. Сега сум изненаден повеќе за туристи. Обично мислеше дека нема толку туристи, ама изненаден сум. Многу е загадливо. До овој степен нема дојдено. Градот ѓубре на сегде има, можеш и самиот да видиш цевки, пикавци сегде има. Па моментално е малку загадено, не е толку чисто колку што беше преходните сезони. Тоа е до општината, треба каналот да се пушти за да се прочисти езерото. Дојранското езеро е значаен дел од националното и глобалното природно наследство, признато како споменик на природата. Езерото е клучно за зачувување на биолошката разновидност, идентификувана преку глобалните критериуми базирани на потребите за заштита на неговата чувствителност и незаменливост. Во моментов не е јасно дали тоа наследство ќе биде зачувано.